Да, значи, вакви злоупотреби не се новост на интернет. Сме имали и поединечни случаи, а знаете и самите дека минатата година имавме сличен ваков случај, така што не е новитет. Се разбира, ние ги следиме сите овие случаи и соодветно реагираме. Конкретно за овој случај, секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика при Министерството за внатрешни работи во координација со обвинителството презема и веќе презеде одредени мерки и активности со цел на расчистување на овој случај. До сега имаме приведено 4 лица, 2 од Битола, 1 од Велес и 1 од Штип, и понатаму се работи на детектирање и на приведување на други лица кои што се поврзани со овој случај јавна соба. Како што знаете веќе во текот на вчерашниот ден, вчера попладнето, таа група е затворена, но постои друга група слична на оваа која што функционира и работиме и на санкционирање на учесниците и во оваа група. Се разбира, продолжуваме со понатомошните мерки и активности со цел да ја сузбиеме оваа појава. Апелирам до граѓаните, сите кои што имаат било какви информации, да ги достават до најблиската полициска станица, затоа што секоја информација може да ни помогне во расчистувањето на случајот. Така што апелирам исто така и до оние кои што се во групите, значи било какво учество во ваквите групи е поддржување на ваквите дела и тоа ќе биде исто така санкционирано. Добро, какви санкции се предвидени? Видете, значи, откако ќе бидат документирани овие случаи, ќе се утврди, имаме различни кривични дела. Значи, имаме злоупотреби, зависно од тоа какви фотографии, какви содржини се постирани, такво е, според тоа ќе биде и кривичното дело. Секој кој што направил кривично дело, соодветно ќе одговара. Добро, може да ми кажете некои статистички податоци минатата година, колку пријави по однос на сексуално насилство имате добиено? Од она што го имаме како статистички податоци во Министерството за внатрешни работи, за кривичното дело силување во последните години имаме по околу 30 вакви пријавени дела и тие дела се расчистуваат соодветно со кривична пријава до обвинителството.